ценовната стабилност во земјата е номиналниот девизен курс. Имаме значително ниво на девизни резерви со кои што може, ако се укаже потреба да се интервенира на девизниот пазар, стапката на инфлација е многу пониска и многу сме на некој начин во подобра позиција од аспект на задржување на ценовната стабилност. Сметате ли дека нема да дојде до раст на инфлацијата? Не, најверојатно ќе има, не можам да кажам дека ќе нема. Граѓаните треба да бидат спокојни во смисла дека состојбата е под контрола. Не можеме да се заштитиме од една неповолна вест како што е ценовен шок. Можам да ги уверам вашите гледачи дека девизниот курс останува стабилен. Предлог законот за високо образование за универзитетот во Тетово е неприфатлив. Значи, има одредби што ја дискриминират работата на некои универзитети. Во нацрт законот за високото образование, сигурно се гледале дека е предвидено во некој член, докторски студии може да организираат само највисоки 4 рангирани универзитети. Мислиме дека тоа не е добро. Не секогаш е многу пријатно во тугите чевли, но кога сум на сцената, јас комплетно заборавам на својот живот и ја кажуваме суровата вистина, која што можеби луѓето не сакаат некогаш да си ја признаат или можеби не ја препознаваат воопшто. Петок вечер, добро вечер. Ова е терминот резервиран за новото издание на ТВ магазинот Трелинг. Цените на енергенсите варираат, на нафтата и гасот. Економско-финансиските прогнози се диаметрално спротивни. Од очекување дека ќе попушти безбедносната напностост до можна ескалација. Предупредувањата одат дотаму дека следниот месец би можело да снема гориво во Европа. Во овој издание на Тренинг соговорник е гувернерот на Народна банка професор доктор Трајко Славевски. Добре дојдовте во емисијата. Добро ве најдов. Благодарам за поканата. Гувернере, пред да се осврнеме на финансиско-економските предизвици во ова глобално обкружување и воениот конфликт, прво, зошто имаше потреба од таква напнатост и нервоза кај вас на новинарските прашања? И имаше ли потреба за таков обид за дискредитација на седмата сила? Не, немало обид за дискредитација. Тоа е одговор на едно насилство од страна на ваш колега, кој што прекинува соберни или номери каде што гувернерот дава на дадена тема одговори на прашања. Јас одговорив на сите негови прашања. Кои се мотивите за атакот, како што рековте, врз Централната банка? Бејќи на пресконференцијата рековте има атак врз Народната банка. Па добро, ќе се откријат, мислам дека вашата фела може да ги предпостави, затоа што доаѓаат само од една медиумска куќа. Станува збор за атак од медиумите или од политичките структури? Од медиум. Од медиумите. Иако им е истечен мандатот, вице-гувернерите ја извршуваат функцијата се до изборот на нови вице-гувернери. Прашањето ми е многу едноставно. Зошто толку време ви требаше да предложите нови имиња за вице-гувернери и дали пред да се одлучите за кандидатите, претходно имавте контакти со премиерот и со претседателката? Значи, сосема на време, уште не се сеќавам точно датата, во јули минатата година, распишан е оглас од страна на Народна банка на Република Македонија за, според законот, пројавување на интерес за испразнетите места за вице-гувернер. Тој оглас, кој што трае определен временски период, односно е отворен, ние го ставивме умирување затоа што меѓувреме беа распишани изборите, односно локалните избори минатата година. И тој период на распишување на изборите, изборна кампања, па се до конечната одлука, односно известување од страна на Државната изборна комисија дека се завршени изборите официјално, што беше, мислам, дури после месец дена од завршување на изборите, малку ги пролонгираше роковите. Јас, како гувернер, врз основа на тој оглас, мислам, интерно во соработка со моите служби, веќе имав донесено одлуката, не самиот, кој од 13 пријавени кандидати најмногу ги задоволува условите. Уште, можеби, таму некаде во времето или пред одржувањето на изборите. Сега, ова вашето прашање е сосема на место. Видете, кога
Такво е решението гувернерот да предлага вице-гувернери на Народна банка на Република Македонија, кои што треба да бидат изгласани со мнозинство од пратениците. Нормално е вие да правите некои консултации. Тоа се правило и во минатото. Што значи дека сигурни сте, бидејќи сте извршиле веќе консултации, сигурни сте дека кандидатите за вице-гувернери ќе добијат поддршката во собранието. Видите, процесот траеше подолго од што јас очекував, но од она што е кажано во врска со двајцата кандидати, дека станува збор нели за професионалци и за коректни, така да цитирам, кандидати, јас очекувам тие да добијат поддршката во собранието. Имаше ли до вас барање од владеачката структура за тие да предложат имиња за вице-гувернери? Не, секогаш во, како да кажам, во игра се повеќе имиња. Нели, добро е да имате, не можете само на двајца да се на некој начин фокусирате, но гледаме кој најдобро може да ги задоволи условите кои што се пропишани со огласот и секако кој најмногу може да одговори на ова многу одговорна функција вице-гувернер на Народна банка на Република Македонија. Само ја потсетам, овој процес на консултација најверојатно нели никогаш да речем не се одвивал со една брзина посакувана. Во 2018 година на 21 мај нели започнат мандатот на мојата претходничка гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска, која што беше вице-гувернер. Со нејзиното, значи, местото вице-гувернер тогаш се испразни на 21 мај. Беше испразнето уште едно вице-гувернерско место. Вице-гувернери, сегашните на кои што им истече мандатот, нели, беа избрани 5 месеци подоцна. Така што, сакам да кажам, нели, повторно били вршени најверојатно некои консултации за кои што јас не знам. Гувернере, дали кога Централната банка ќе направи ревидирање на прогнозите за порастот на бруто општественото производство, инфлацијата за годинава? Првично пред неколку месеци излеговте со едни прогнози, дали имајќи ги во предвид овие најнови движења на глобално ниво, можно е да правите нови проекции? Секако работата е во тек, нели, надлежните сектори во Народна банка го прават тоа во моментов и додека нели зборуваме. Ние имавме консултации и утрово и на дневна основа. Тука е мисијата на Меѓународен монетарен фонд, ги слушаме и нивните размислувања. Видите, тешкотијата е во тоа што постои голема неизвестност, како што вие во најавата кажавте. Неизвестност во однос прво на должината, времетрајањето на конфликтот и последиците кои што ќе останат од конфликтот. Единствено што е известно сега е дека има шок енергетски кој што промптно влие на цената на нафтените деривати, она што го чувствуваме ние на бензинските пумпи, кој што полека се прелева или ќе се прелева и во, да речем, одредени сектори, транспортната индустрија, односно транспортот, кој што за извесен процент може да ги поскапи цените нели на транспортот на производите, кои што подоцна сигурно може да влијаат и на големопродажните и на малопродажните цени. Од тука ние се раководиме од некои, да речем, искуства од минатото и од некои проценки, например корелација помеѓу 10% зголемување на цената на нафтата на светските берзи, што тоа значи, односно колку може да се очекува зголемување на проекцијата за стапката на инфлација. Затоа што, како што реков, тие операции се во тек, во моментов, мислам, ние ќе излеземе кога ќе бидеме готови со ревидирани проекции. Колку овие глобални ризици ја загрозуваат и стабилноста на банкарскиот сектор? Прочитав една анализа во која Европската централна банка вели дека воениот конфликт сериозно се одразува и врз стабилноста на банките. Морам да признам, не сум ја видел таа анализа и не знам во кој контекст е кажана тој став. Банкарскиот систем кај нас, за среќа, во изминатиот период има изградено
значителна отпорност, односно резистентност кон шокови, се разбира кон тоа придонели и мерките, прописите што ги има наложувано спрема банките како регулатор и Централната банка. Во моментов, еден од показателите за здравоста, за силината на банкарскиот сектор е адекватноста на капиталот. Видите, стандард според Базел критериумите за тој степен на адекватност. Сега за вашите гледачи да кажем, станува збор за тоа со колкав процент во вкупната актива учествува сопствениот капитал на акционерите на банката. Односно, со колкав процент тие имаат ставено сопствената кожа, работејќи со туги пари, да бидат внимателни во деловните одлуки, тие одлуки секогаш да бидат на некој начин издржани и да не влијаат на нарушување на ликвидноста на банките. Кај нас тој, да речем, степен или стапка на адекватност е повеќе од двојно повисока, 19%, значи е стапката на адекватност. Банките се високо профитабилни во изминатиот период, според показатели кои што можеби не се интересни за вашите гледачи. Тој поврат на сопствениот капитал некаде се движел 17-18 били повисок проценти, што зависи од пазарните услови, каматните стапки што ги наплаќаат и така натаму и така натаму. Ликвидноста е на високо ниво, значи и во вакви, да речам, кризни ситуации, банките можат или се во состојба да продолжат со сервисирање, со кредитирање, задоволување на потребите и на населението и на бизнисите, така што во моментов нема никаква опасност за банкарскиот сектор. Напротив, граѓаните покажаа својата доверба и во овие изминати неколку недели по почнувањето на непријателствата од 28 февруари помеѓу САД и Израел од една страна и Иран, затоа што нема придвижување некое на депозитите кај банките. Дали гувернере при една ваква неизвестност, што вие би преферирале, би им предложиле на граѓаните? Да ги чуваат средствата под перница или во банки? Не, во никој случај. Мислам, во никој случај, во изминатите години, децении, граѓаните стекнаат доверба во банките. Таа доверба била тестирана и претходно, за време на некои претходни кризи, да речем, таму 2008-2009 година со финансиската криза, пандемијата, војната во Украина и така натаму, така што секогаш се покажало дека најдобра одлука, парите се најсигурни во банките, во финансиските институции и се разбира за оние граѓани кои што имаат и други преференции, вложувања во други финансиски инструменти кои што носат овој повисок принос. Колку изнесуваат денеска депозитите? Дали може со сигурност да кажеме дека денарот е стабилен и ќе остане стабилен? Веројатно ви мислите на девизните резерви, но да кажем за депозитите. Депозитите на граѓаните се близу 7, сега ќе кажем во евра, околу 420 милиарди денари или околу 7 милиони евра, и тие како што може да се види од податоците што ги објавува Народна банка, се во постојан пораст. И само уште еднаш да повлечам дека нема никакви придвижувања. Ова може би е добро да го слушате вашите гледачи, дека во првата недела, а тоа се случува со секој зголемување на известноста, имаше мало придвижување во конверзијата на денарски депозити во друга, во странска валута, но сега има, односно веднаш после тоа имаше овој враќање. Сега, ако станува збор за монетарната политика, знаеме ние дека девизниот курс, номиналниот девизен курс на денарот, кој што добро и служи на Република Македонија, уште по неговото определување како основно монетарно сидро кон средината на 90-тите години и непроменет паритет прво во однос на германската марка и подоцна со воведување на еврото во однос на еврото уште од 1997 година, е стабилен и не постојат никакви ризици за таа стабилност. Мислам, ние ако сме се определиле дека основно сидро, ќе повторам, за ценовната стабилност во земјата е реалниот номиналниот девизен курс. Имаме
значително ниво на девизни резерви, со кои што може, ако се укаже потреба да се интервенира на девизниот пазар при некои зголемени потреби за странски средства за плаќање. Во моментот изнесуваат? 5,5 милиарди евра, што покрива 5,1 месеци на увозот во Република Македонија, што е сосема доволно за одбрана на девизниот курс. Кога велам одбрана, знаете на што мислам? Видите, ние има компании во Република Македонија, има потреби за своите плаќања кон странство од странски средства за плаќање. Плаќаат во евра, плаќаат во долар или во некоја друга валута. Државата, ево да спомнеме предпријатието за јавното предпријатие за патишта, при изградбата на автопатите, и тука има плаќања, потреби и така натаму. Сега, единствено може да има промена, зголемена поборувачка за девизи, заради повисоките цени на горивата, кои што ние 100% ги увезуваме, но велам, тоа е релативно малку во однос на девизните резерви, така што можам да ги уверам вашите гледачи дека девизниот курс останува стабилен. Познатиот светски економист Рубини предвидува дека големата економска криза 2008 во времето на рецесијата може и сега да се преслика. Дали и кога би можело да се очекува Централната банка да ги зголеми каматните ставки? Јас добро го следам господинот Рубини, тој е поранешен професор на една престижна школа, односно универзитетот во Њу Јорк. Тој е еден од оние кој што, да речем, малкумина предвиде дека ќе има прелевање или рецесија на финансиската во економска криза, односно криза во реалниот сектор. Сега сите очекувања се дека нема да дојде до нешто слично, барем некако резултат на овој нафтен шок. Видите, има различни прогнози дека заради на некој начин, што би се рекло, кумулирање на некои нерамнотежи на финансиските пазари во изминативе години, преземање, ова се однесува на развиените земји со развиени финансиски пазари и институции. Оние, сиво банкарство, фондови и така натаму кои што преземале ризици, но велам ние на тоа не можеме да влијаеме. Видите гувернере, да одговорам на прашањето да не испадне дека не е одговорено. Ние сега во минатиот вторник, во вторникот, објавивме дека Централната банка, односно извршниот одбор на Народна банка на Република Македонија задржа непроменета каматната стапка, референтна каматна стапка на благајнички записи со предпазливост за идниот развој на настаните. Директен одговор на вашето прашање. Оценивме дека во овој момент нема потреба. Дури намерите беа сосема спротивни. Ние тоа го објавивме ноември-декември минатата година, дека доколку продолжи трендот на намалување на стапката на инфлација, а имавме таков тренд, да ја потсетам, според последните податоци на Државниот завод за статистика, за февруари инфлацијата се симна под 3%, 2,9%. Народна банка, доколку приложише тој тренд, за неколку месеци беше подготвена кон дополнителна нормализација на монетарната политика, но сега остануваме предпазливи. Единствено, доколку се почувствува она што го викаме индиректни ефекти или втора рунда на ефекти кои што може да влијат на очекувањата на економските субјекти, дека цените ќе растат и понатаму, кога ќе се прелее на другите производи, во тој случај може да се размислува за мерки кои што секако и стојат на располагање на Централната банка. Кои мерки располагаат на располагање на Централната банка? Видите како ние говориме тука сега ставаме пред се акцент на зголемената цена на нафтата и гасот. Меѓутоа веќе првите сигнали се дека растат и цените на производите. Не, добро кога го сведоци сме на ценовен шок. Не, вакако доброто е за очекување, затоа што енергијата е инпут. Ако било за очекување дека ќе ни се случи ваков ценовен шок, дали можеби претходно требало да се реагира со мерки за да се ублажи или да се интервенира за да не дојдеме до ценовен шок? Не, тоа може да предизвика повеќе штета од што корист. Немало, досега нема потреба. Гледајте како се однесуваат ниту една централна банка во, да речеме, Европа, системот на федерални резерви,
нема направено поместување нагоре на каматните стапки. Единствено банката на Австралија, ама уште пред тие зголеме каматна стапка од други причини, уште пред овој шок, кога да речем никој не знаеше како ќе се развиваат настаните. Така што сега за сега мислам дека сме во таа позиција, но со многу предпазливост. Прашавте, тоа е каматните стапки, задолжителната резерва, која што исто така е ефикасен инструмент во земја која што има де факто фиксен девизен курс, други мерки кои што и во минатото сме ги преземале. И само да, Чомовски, мислам дека оно искуство кое што го имаме институционално, не само, да речем, кај институциите, Народна банка, Министерство за финансии, влада, експертите кои што работат во овие институции, нашите економски експерти од универзитетите и истражувачки институции, е од помош, да велам од помош, да појасно ги гледаме работите, затоа што секој шок е специфичен сам по себе. Но, видите, што ми даваме една малку доза за оптимизам, но, да речем, релативен оптимизам, под услов конфликтот релативно брзо да заврши и последиците да не се, да речем, многу големи. Почетната основа од аспект на стапката на инфлација, подсетам, кога за 2021 година и првите месеци од 2022 година, значи пред почетокот на војната во Украина, кајна стапката на инфлација беше меѓу 7 и 8%. Значи висока стартна основа. Колку што е повисока стапката на инфлација, толку побрзо таа забрзува. И затоа од објективни и субјективни причини ние таа година стигнавме до стапка на инфлација од 20%. Сега, како што спомнавме, стапката на инфлација е многу пониска и многу сме на некој начин во подобра позиција од аспект на задржување на ценовната стабилност или да кажам да поминеме со што помали последици, како што кажав, под услов конфликтот побрзо заврши. Сметате ли дека нема да дојде до раст на инфлацијата? Не, најверојатно ќе има, не можам да кажам дека ќе нема. За колку? Да кажам дека ги правиме проценките. Ево, например, Европска централна банка смета дека за 0,3% поени секој зголемување на цената на нафтата од 10% може да влие на стапката на инфлација, но ние последниот податок за февруари, како што реков, беше 2,9%. Ќе видиме доколку не дојде до многу поголема ескалација која што никој не ја посакува, сигурно ќе имаме барем за 1% поен од она што, да речем, би било претходно. Како ќе се превенира за да не дојдеме до инфлаторни шокови? Со мерки на владата, кои што се предпазливи и по потреба мерки на монетарната политика кон известно затегање на монетарната политика во моментот кога ќе се оцени дека тоа, да речам, ќе биде неопходно. Сега за сега треба да бидеме спокојни? Не, видите, имаме институции кои што се внимателни, граѓаните треба да бидат спокојни во смисла дека состојбата е под контрола, не можеме да се заштитиме од една неповолна вест како што е ценовен шок, односно целосно да се заштитиме, затоа што ќе платиме известна цена, која што веќе ја плаќаме. Плаќаме повисоки цени на горивото, државата со набавките на нафтени деривати плаќа исто така повисока цена, повеќе девизни резерви се одлеват, но работата е на Народна банка. Владата си има своји инструменти, своји цели и така натаму задачи. Прво, да не дозволи инфлацијата да излезе од контрола и секако со мерките кои што ќе бидат неминовно рестриктивни да не наштети на економскиот раст. Колку во вакви финансиски затегнати услови може да порасне македонскиот надворешен долг кој веќе се движи кон речиси 63% од бруто домашното производство? Добро, проценките за јавниот долг сега мислам во моментов, знаете, тој да речем варира, се нешто под 60%, проценките се оваа година да биде 62%, но повикувајќи се или имајќи во вид ревидираната фискална стратегија на Министерството за финансии,
определбата, детерминираноста за фискална консолидација, мислам дека јавниот долг ќе се движи тука некаде околу таа граница од 60% плюс минус 2% поени, во зависност од развојот на станите. Владата вели дека годинава треба да вратат 2 милиарди евра. Досега се тврдеше дека значен дел од тие пари се според принципот на револвинг, но изгледа не е така. За последните 3 години има и ново нето задолжување од над 1 милиарда евра. Дали сме презадолжени? Не, видите, по сите стандарди ние спаѓаме во умерено, односно во средно задолжена земја. Секако некако го имаме прифатено и експертите, и јавноста, и институциите, висината на јавниот долг околу 60%, и си додека прво, нели, она нумерички се движиме околу таа граница, а второ, задолжувањата се првенствено за инвестиции во капитални инвестиции, кои што носат поврат за неколку години, односно влијаат на зголемување на стапката на економски раст. И додека, според тоа златно правило во финансиите, стапката на задолжување е пониска или е во рамките на повратот или зголемувањето на бруто домашниот производ, тогаш е продуктивно да се насочуваат тие инвестиции финансирани од странска акумулација. Секако, доколку се задолжуваме за на некој начин субвенции, трансфери и така натаму, тоа секако е на штета, односно го зголема долгот за идните генерации. Гувернери, има ли уште простор за и понатамошно задолжување на државата? Видите, ова е во надлежност на Министерството за финансии. Мислам најдобро да се постави таму, да речем, прашањето, но како што е познато, владата, сегашната влада, актуелната влада и Министерството за финансии се најдува во многу незавидна ситуација да морат да враќаат значителни суми на средства, а секако да финансираат обврски кон грижата за граѓаните, пензиите, здравствената заштита, секако и за вложување во капитални инвестиции. Во услови на напрегнати задолжувања, може ли државата и владата да живее со илузија дека ќе гради пруга од 1 милиарда евра, ќе го рестартира галиште од 2 милиарди евра, во услови кога има нови задолжувања за автопатот кон Охрид, со нови над 200 милиони евра, и кога, например, не успеавме да ги деблокираме средствата од ТИПАР фондовите? Да почнем од последното. Се разбира, тука не стоиме најдобро, имаме значителна сума, по моите сознанија, на неискористени средства од ИПАР фондовите, што е на некој начин загуба, но динамиката на реализација на проектите и на задолжувањата секако дека треба да се усогласи според можностите и според рамката која што Министерството за финансии ја поставува во стратегијата за јавниот долг и во фискалната стратегија. Сметате дека Министерството е излезено од таа рамка? Не мислам во моментов дека е, но секако дополнително напрегање на, да речем, и на буџетот и на јавниот долг би биле дополнителни проекти од овие што се навестени, како што е изградбата на пругата, нели? И сето тоа не може да се одвиваат работите доколку не се стави во една рамка каде што јавниот долг ќе биде одржлив, да може да се сервисира. Благодарам за издвоеното и гостувањето. Ви благодарам на поканата. Гувернерот на Народна банка, професор доктор Трајко Славевски, гостин во ова издание на Тренинг. Може би грешката според мен е направена дека ако веќе има постојни универзитети, може би не требало да се даваше дозвола за другите. Например, да имаме предност според времето на основање. И јас мислам дека треба ова тема, треба да се отвори, да се разговара и со аргументи, бидејќи да гледаме дали имаме потреба за толку приватни универзитети. Пред 31 година во Мала Речица се роди иницијативата и првите часови од Универзитетот на албански јазик.
Властите на СДСМ во 1995 година не ја разбраа потребата од студирање на мајчин јазик албански јазик. Пред 21 година донесен е закон за формирање на државен универзитет на албански јазик. Од 2004 година тој е петата високошколска установа финансирана од државниот буџет. Албанците веќе студираат на 3 универзитети со развиени научни дисциплини. Гостин во ова издание на Трилинг ќе биде ректорот на Јусиф Зендели. Добро дојдете во емисијата. Добро ве најдовме и ви благодарам за поканата и за можноста да ја презентираме актуелната состојба на Универзитетот во Тетово и нашите перспективи. Благодарам. Господин Зендели, колку факултети и студенти во моментот брои Универзитетот во Тетово? Значи, Универзитетот во Тетово се организира и функционира во 13 факултети. Само во прв циклус на студии имаме околу 100 наставни програми. Сличните наставни програми се организират и во втор циклус, односно магистерски студии. Имаме и докторски студии, меѓутоа, знаете, тие се ограничени програми во секој универзитет. Бројот на нашите студенти, значи, е над 8.000 студенти, 8 до 10, варираат, бидејќи понекогаш, знаеш, некој престанува или иде надвор. Значи, ние во ниво на државата, како што знаете, сме втор универзитет врз основа на бројот на студентите, меѓутоа мислиме и врз основа на квалитетот, пошто не треба да се мериме само со бројот на студентите или факултетите или наставните програми, туку имаме и законска, и морална, и образовна обврска, значи да имаме и квалитет, тоа е, мислам, и целтата на секој универзитет. Господин Зендели, во јавноста превладуваат две мислења. Едното дека овој универзитет е под капата на ДУИ, додека мајка Тереза е под капата на ВЛЕН. Има ли некаква политичка нитка и допирна точка со политичките структури? Ви благодарам за прашањето. Значи, ќе ви давам конкретна слика. Значи, Универзитетот во Тетово функционира само врз основа на Законот за високото образование, пошто сум професор по уставно право, значи врз основа на уставот, меѓународни конвенции, статутот на универзитетот, правилниците и сите други институции, реално ви кажем и многу одговорно, еве јавно, ние ги викаме, значи се наши партнери, мора да имаме соработка со сите институции и значи ги цениме работата на политичките партии, меѓутоа работиме целосно независни. Значи ние секогаш викаме без разлика кој е на власт, кој е на опозиција, тоа е работа на граѓаните и ние гласаме како граѓани на неделата кога се изборите. Меѓутоа, многу одговорно ви кажувам дека можете да направите, еве, некоја анкета, вие се слободно имате тоа ваше право, во университетот ќе гледа дека ова е реалност. Значи, и јас посебно сум вложил голем труд, можеби знаете, јас сум генерација од првите студенти, сум бил декан на правен факултет, председател на студентска унија во тие времења, сега ректор на университетот и секогаш сум борил, значи, университетот да биде самостоен, значи независен од, како да кажем, влијанието на политичките партии, меѓутоа да бидеме реални, ние секогаш бараме од сите политички партии, значи секој што може да направи нешто добро, некој предлог, не само за университетот во Тетово, туку у целост за високообразовниот процес во Република Северна Македонија е добро дојдено. Меѓутоа, во овие работи, еве, одговорно кажувам, ние сме само партнери. Никогаш, значи, да имаме влијание. Господин Зендели, на УКИМ има македонски јазик се изучува. Зошто на ДУТ не се изучува македонскиот јазик? Ние имаме посебна катедра, значи во филолошкиот факултет. Значи има професори од сите националности, ние не ги делиме и вие, и јас сум многу задоволен. Стварно многу сум задоволен од професорите, значи што го ја организират. И малку е чудно, можеби не треба и да се каже, фала Богу, до сега нема ниту една забелешка. Значи функционира, се организира, ние немаме такви проблеми. И кога имаме, значи, трибини, дебати, ги користиме јазиците, значи, немаме проблем. Имаме студенти и од многу националности, не сме се товарени, значи... Колкав е бројот на студенти на ДУТ кои изучуваат македонски јазик? Значи, сега со шифри ние не сме ги броеле, ради тоа што ги почитуваме.
Стварно, например, имаме многу случаи што доаѓаат, магистрират, завршат факултет и да ви кажем, еве еден случај, може би пред неколку месеци бев, со добра намера, тој заврши магистерски студии еден кандидат. Јас му викам, можем колега да те прашувам нешто? Да. Како завршивте? Дали сте задоволни? Дали случајно се осеќавте дека некој не ве служил како што треба или со друго око, бидејќи ме интересира и као професор ваш и као ректор? Не, ми вика професоре, може би професорите, администрацијата ги дискриминирале малку другите ради мене да ме почитува. Така рече тој студент. Јас бев задоволен бидејќи тоа ме обврска секој да се осеќа добро. Ова е наша заедничка држава и јас као ректор и професорите нема ниту еден товар и никогаш немаме таква грижа. Само се грижиме, например, да ги почитуваме и посебно кога некој зборува друг јазик, имаме посебна грижа, значи да се осеќа добро, нема такви товар. И покрај острите критики во јавноста околу предлог законот за високо образование, сепак владата и претседминистерката не се откажува околу носењето на нов закон за високо образование. Како ректор ве прашувам, но и како професор по уставно право, сметате ли дека нацрт решенијата околу новиот закон за високо образование се добри или имате одредени забелешки и слабости во тој дел? Сенатот на Универзитетот во Тетово донесол едно посебно решение за повлекување на законот. Зошто? Да се повлече, да се земат во предвиците забелешки, па после да се постави. Значи, јас као ректор ја почитував волјата на секој професор, бидејќи тоа е многу важен да гледаме. Меѓутоа, тоа волја треба секогаш да биде објаснето. Зошто не го признава, например, некоја одредба, некој член и како треба да биде. Дали ваков, каков што е предлог законот за високо образование за Универзитетот во Тетово е неприфатлив? Значи е неприфатлив, бидејќи ние имаме најмалку наши забелешки во 4-5 насоки, главно да кажем, фокусирани. Во кои делови се вашите забелешки во... Сега, значи, нашите забелешки се однесуваат во насока најпрви во докторските студии. Зошто? Бидејќи ние сега во моментот кога зборуваме сме жртва на тој процесот на рангирање. И, значи, ова го аргументираме, зашто сме против. Значи, тие одредби што се добри, не сме против и ние сакаме бараме квалитет. Меѓутоа, значи, има одредби што ја дискриминират работата на некои универзитети. Еве, например, институциите треба да организират рангирање на секоја трета година. Значи, има многу години што не е праено тоа рангирањето и ние станавме жртва. И ја знаеш како ја нареков од правен аспект. Таа одредба или тој член и постојниот закон може да се прогласи како мртва одредба, ако ме дозволите. Не можам да најдам друг од правен аспект, друг термин, бидејќи ако не се почитува, не треба некој да се жртвува за таа одредба. И сега ради тоа, ние не само за нас, тоа го кажеме бидејќи за еднината на сите високообразовни институции. За да имаме квалитет, значи треба да имаме и закон кој е во основа во согласност со реалната состојба. Сега и другото, во нацрт законот за високото образование, сигурно се гледале дека е предвидено во некој член, докторски студии може да организираат само највисоки 4 рангирани универзитети. Мислиме дека тоа не е добро, бидејќи тргнувајќи од фактот дека во државата имаме 6 јавни универзитети, барам тие нека имаат право, ако ги исполнуваат условите, не викаме без услови. Сега, ние условите ги исполнуваме, меѓутоа, знаеш, излегува процес на рангирање. Не сме против тоа. Меѓутоа, тоа рангирањето не се организира или се вика имаме едно рангирање пред 10-15 години, па сега како јас сум нов ректор, сум работил, сум давал мој труд и мислам дека во ниво на државата сигурно се можеби ќе земеме второто место, ако не првото. Ректоре, сметате ли дека помалку е девалвирано високото образование, особено се изгуби тежината на магистарските, докторските трудови? Долг период се зборуваше дека се изработуваат плагијати на научни трудови. Како вие гледате на овој наплив на од плагијати до препишани магистарски трудови?
Сега ова прочитувам ќе ја врзувам со тоа незабелешките што ги имаме за овие научните списанија. Зошто ќе ја врзувам? Бидејќи понекогаш ние ставаме некои други нови критериуми. Еве викаме на пример ги користи меѓународна заедница, ова она, секако. Меѓутоа, мене многу е битно нашите критериуми. Еве, например, ние ги почитуваме сите и меѓународните медиуми, меѓународните новинари. Меѓутоа, јас као човек и као ректор најпрво сакам вас да ве почитувам. Ние имаме наши новинари. Тоа што е наше, извинете на израз, наш производ, како да кажам. Тоа го сакам. Бидејќи ние имаме, например, наши списанија. Сега во нацрт законот се предвидува кога се избира професорот научно-наставно звање, да се користат само тие Web Science и Scopus. Не сме против тоа. Бараме ние, значи, меѓутоа бројот малку да биде пореален и например, да се прифаќат дел и нашите научни списанија. Ректоре, како да се спречи напливот на лесно добиени дипломи за релативно кратко време? Се завршуваат студии, брзо се магистрира, сведоци сме на голем број, многу често на плагиати. Како да се стави крај на овој негативен тренд? Значи, се разбира, треба казните да бидат строго, затоа јас сум строги казни. Значи, ако се најде некој случај, одма да се казни. Другото, мислам дека ова е потребна една попроширена дебата со сите други институции, бидејќи некои работи, јас мислам, не можат преку ден или ноќ само универзитетите или високообразовни институции. Мислам дека тој ако разговараме од педагошки аспект, сигурно нашите професори и од другите универзитети ќе викаат дека треба малку од педагошки да се гледат основно, средно, значи тој е малку врзен проблем. Меѓутоа јас секогаш викам дека треба да бидеме што по-транспарентни и, например, да ни се дава малку повеќе можност. Јас знам дека, еве, например, во земјата и соседните имат економска криза, меѓутоа не имаме потреба, например, за нов кадар. Сега, кога ќе имаме можност да се вработи некој добар квадар, значи одма ќе се повлече тој што не е подготвен. И мислам дека да му се дава повеќе можност на тие што се, бидејќи сега имаме многу дипломирани со магистратура, докторски студии, добар стварно ценет квадар и без разлика на национална, верска, тоа политичка припадност, дали е образовен, дали знае да се однесува, да ја земаме тој надолу. Зошто повеќе преферирате објавување на научни трудови дома, а не во научните, респектираните научни списанија надвор? Ви благодарам. Многу интересно прашање, стварно го ценам. Бидејќи вака, јас мислам, ако ние не ја цениме домашното, тогаш како? Ако ми дозволите минута, например, ние сме земја кандидат за интеграција на Европска Унија, така? Сега ние бараме да се интегрираме. Меѓутоа, јас му кажам и на студентите, ние, сите што живееме во Република Северна Македонија, како држава, има многу богатство. И ние сакаме да влезам, јас викам лично и као професор, као ректор, со нашите вредности. Значи, да не мислат некои дека ние ќе влеземе во Европска Унија и само ќе земаме. Секако ќе се коригираме. Ама ние имаме многу вредности. И јас ова малку ме боли, сакам ние да ја почитуваме и нашето, тоа што го имаме. Без разлика, значи, колку сме стигнале, па ќе бидеме уште повредни. Значи, еве, например, и ради тоа го викам ова со научните списанија. Ректоре, на мала земја како нашата, дали имаме потреба од толку голем број на државни универзитети, а воедно и приватни универзитети? Во ситуација кога Македонија се празни. Интересно прашање. Мислам и за ова треба една конкретна јавна дебата да биде насочена како што треба. Меѓутоа, јас мислам дека можеби грешката според мене е направена дека ако веќе има постојни универзитети, можеби не требало да се даваше дозвола за другите. Например, да имаме предност според времето на основање. И јас мислам дека треба ова тема, треба да се отвори, да се разговара и со аргументи, бидејќи да гледаме дали имаме потреба за толку приватни универзитети. Ако имаме 6 јавни, окей, ама значи да се дискутира јавно, без некоја лоша намера и
мислам дека се согласувам дека треба да се нешто да се студира ова и да имаме како држава, не само ние ректорите, универзитетите, професорите, да имаме еден добар заклучок. На крајот од ова интервју, ваше гостување во Трилинг, сега сте ректор, претходно бевте декан на правните студии, по право сте студирале уставно право. Треба ли да го отвориме уставот? Дали е време за потреба за отворање на уставот? Јас мислам дека секогаш може да се направи нешто подобро. Меѓутоа, мислам дека најпрви, според мене, као професор сега разговарам по уставно право, треба да ја толкуваме добро како што е. Со добра намера. Ние секогаш правниците, знаете, викаме дека законот е на страна на странката, значи на доброто на граѓаните. Значи да ја толкуваме за добро. И го имаме и рамковниот договор. Вие знаете дека уставното е променет, изменет со 15 амандмани од рамковниот Охридскиот рамковен договор. Меѓутоа, јас мислам дека почитувајќи го уставот од сите институции, од сите граѓани и после да се разгледа дека ако има потреба, меѓутоа, мислам, потребата и волјата треба да биде реална. Дали партиите го почитуваат уставот или го читаат онака како што ним им одговара или го прилагодуваат согласно нивните потреби? Сега ова ќе го кажам како професор, да не вика дека Добро, ректор повелете. вика вака. Мислам дека имам, малку и да се смееме, имам една игра во начинот на толкување. Јас мислам дека тоа како професор во уставно право, како што ја гледам, значи, јас мислам дека уставот е јасен и имам многу ситуации кога треба не само правично, ама со добра волја да се толкува. И граѓаните го сакат, сите сакат да живеат добро, мирно, да се развиеме економски. Знаеме дека имаме некоја криза, меѓутоа заедно да ја надминаме и мислам дека најпрви според мене е многу важен процесот на толкување, бидејќи има добри одредби. Има многу одредби, јас мислам, во уставот што не се користат као механизам за да се унапреди државата. Според мене има многу ситуации што може уште подобро и мислам дека нема нешто што баш смета. За да биде подобар уставот може. Секако, меѓутоа, јас мислам треба да се најде времето. Сите да седнеме, да разговараме, да имаме волја, не например, знаете нешто што може да се направи со добра волја, зашто да има, како да кажам, условно тензија или нешто да се толкува, има можност и може би ќе треба. Јусуф Зејнели, директор на Универзитетот во Тетово, гостин во ово издание на Трилинг. Какво прашање? Не сум добила вакво прашање до сега. Не знам. Македонска политичарка. Може би, еве, моменталната председателка Гордана Силјановска, така да речам. Млада драмска актерка која потекнува од Драмскиот театар во Скопје. Деновиве имаше настап на глумците пеат. Имаше настап и минатата година. Голем број на представи во наплив од интересни улоги. Гостинка во ова издание на Трилинг е Нина Елзесер. Добре дојде во емисијата. Добро ве најдов и ви благодарам за поканата. Чест ми е да бидам ваша гостинка. На 5 години
прв пат сте имале можност да настапите и да глумите. Тоа по потреба, неопходност и по што можев да прочитам, сте имале проблем за да проговорите. Да. Да, многу интересно. Јас кога сум имала 1 година, сум зборувала многу, но не сум одала. И тоа моите родители ми го имаат кажувано дека само сум седала на земја и само сум зборувала нешто, дај ми ја чашата, дај ми ова. Но после некое време сум почнала да пелтечам и на 5 годишна возраст ме однеле во драмско студио кај Весна Петрушевска Бејби и Сенко Велинов, за да можам некако да се опуштам во комуникацијата со моите врсници, да можам некако да едноставно да ми се олесни говорот, поради тоа што очигледно сум имала проблем со моториката. И од тогаш па наваму мислата ви тече, зборувате 300 на час? Па не би рекла. Многу сакам и да молчам. Ама да, не ми тече 300 на час, но секако кога сум на сцената и кога тоа е потребно, секако дека можам да го изведам. Како е да се биде во тугите чевли? Во ликот на сосема некоја поинаква личност? За мене тоа е како еден вид медитација. Не секогаш е многу пријатно во тугите чевли, но кога сум на сцената, јас комплетно заборавам на својот живот, на мојот начин на размислување, бидејќи кога сум во тугите чевли, начинот на размислување се менува, како тече мислата, сето тоа е поинаку, изгледот е поинаков дури. И тоа сега ми се случи и во Болва во Уво. Добив убави коментари од моите колеги, кои што многу ми значат, и ми рекоа дека целиот физикус ми се изменил само поради тоа што вистински сум влегла во тугите чевли, односно во ликот на Луси. И тоа ми е многу интересно, бидејќи јас на некој начин тоа го доживувам како медитација, како едно излегување од себе си, за да можам да видам како е во тугите чевли. Не секогаш е лесно да се биде во тугите чевли, поради тоа што нели секако ние овековечуваме разноразни ликови кои што имаат различни судбини, тешки, лесни, мислам, не постојат тешки или лесни, но нели секако се влегуваме во нивните чевли и ја учиме нивната биографија, за да можеме целосно да ги представиме на публиката, но и ние да се соживееме со нив, и никогаш тоа е малку тешко. Знаете дека за користење на телефон се одзема 20% од плата? Извинете, шефице, не е крива Светле, јас ја замолив да ми даде пуњач. Мојот телефон се изгаси, морам да пратам порака. Еве, јави се тука пред сите од мојот телефон. Ајде да видиме што е толку итно. Како не ти е срам? Веќе се спие. Не викајте, молам. Дај ми ја да ја видам. Кај си, бе, мама? Леле, колку убава торта имаш ти. Кој си има 3 свекички? Ти, мама? Кој си има роден ден, Злато? Леле, полниш цели 3 годинки, бе. Сега заедно да ги дуваме свекичките, може? На 3, ајде. 1, 2, 3. Браво, мама, браво! Ајде сега, чао. Ги си дојде мама за брзо. Не знам, за 1 сат. Ајде, чао. На 16 години сте се двоумеле помеѓу медицина и актерство? Да, да. Што беше пресудно Нина Елзесер да стане денес глумица?
Пресудно беше, можеби тоа што имам многу страф од крв. Не, се шалам. Секако пресудно беше тоа што мојот интерес за уметност беше присутен во мојот живот уште од најмала возраст, уште од 5 годишна возраст. Така што сепак и мојата прва љубов е музиката од уметностите, што и не е така случајно, поради тоа што и моите родители се музикални, имаат слух, имам и тетка која што е пианистка, така што сум била уште од мали нозе обкружена со уметности. Така што некако веројатно сходно на тоа најлогично би било да тргнам по тој пат на уметноста. Стигнале во представите Јулија и Ромео, Скопјани, Болва Волво, Ифигенија за ништо, подготвено, активно сте пред камерите, појавувајќи се во неколку македонски серии. Каков тип на улоги преферира Нина Елзасар? Сега за сега сметам дека добро се снаоѓам, ова може ќе звучи малку нескромно, но сметам дека задоволително се снаоѓам и во трагични улоги, и во комични улоги. Сега во последно време со Болва Вулво почнав и повеќе да го истражувам комичниот дел од себе си. Иако не ми е прв пат да се најдам во таква улога, и веа спомнавте и Скопјани во режија на Милош Антоновски, тоа е представа која што ја работевме по текст на Оливера Ќорвезировска, Улиците што ги нема. И тоа беше базата на нашата представа. И работејќи ја представата во процесот, споделувавме разни наши интимни лични приказни. Меѓу другото, јас ја споменав и мојата лична приказна со мојата мајка кога сакав да се преселам од дома, да се иселам од дома. И така настана цел еден монолог кој што беше вистина многу комичен, во кој што јас ја играм мајка ми, но сето тоа е доведено до некаква карикатура, секако дека мислам тоа беше потребно за да се добие ефект во представата. И тоа можам да кажам дека е првата представа во која што сум се пробала во некоја така покомична улога, и уште тогаш почувствував дека можеби можам да се снајдам таму, а сега во Болва Вулво со Синиша Евтимов, режисерот, на вистина добро соработувавме и сватив дека можам и таму да се снајдам. Така што би сакала се да играм. Сакам се да играм, секако. Мислам, не би можела да изберам. Нема нешто кое што ми е подраго, само сакам да истражувам, а сега во моментов тоа што најпоследно сум го истражила е комичниот дел, па сега можеби малку сум посветена на тој дел, но секако би сакала да ги истражувам сите аспекти на актерството. Дека театарот ви е влезен длабоко во срцето, точно ли е дека пред некој период, поточно во представата Фамилија Адамс, вашиот колега Сашо Тасовски морал да ве носи на грб, бидејќи сте биле со скршен прст? Да, всушност прстот го скршив, бидувајќи внатре во сандакот на представата Ифигенија за ништо. И требаше да излезам од сандакот и прво тропав со рацете, а тоа беше една тешка основа, масивно дрво. И јас лупав прво со рацете и после почнав и со нозете, а бев боса. И тоа е моја немарност секако, но тоа се бараше од мене за да ја изиграм улогата како што доликува и како што беше договорено за премиерата. И го скршив прстот, а утре дента требаше да одиме во Велес на фестивалот Петре и да ја играме представата Фамилијата Адамс. Јас утрината отидов на доктор и ми рекоа никако играње представа. Ова не, значи мора да се мирува, затоа што прстот е скршен, допрва треба да се лекува и слично, во моментов не смеете да играте представа. А јас во Фамилијата Адамс имав некои така физички
напори кои што беа потребни да ги направам за да ја доловам нели улогата до крај. И јас си реков што ќе правам, се слушнав со режисерката, ми вика не знам, ти одлучи, со Теја Беговска. Ми вика не знам, Нина ти одлучи, твој прстот, ти си го скрши. И јас си велам добро, окей, ќе отидам во Велес и отидов и бев со Завој. И Сашо Тасевски, тогаш излезе тоа видео од Сашо како ме носи на ушка за да ме пренесе од ресторанот до театарот во Велес. И тоа беше доста интересно, бидејќи таа изведба ја играв со штаки и секако бев многу горда на себе си што не се откажав во ниту еден момент, дури и кога имав вистинска физичка попреченост. Но некако и покрај таа физичка попреченост едноставно не е возможно да се откажам јас од мојата професија, бидејќи сепак испадна дека е возможно и така да се изведе. Нина Елзасер, млада актерка од Драмскиот театар, гостинка во Тренинг. Елзасер, културата во Македонија низ призмата на младиот човек. Па сметам дека театарот не е доволно застапен и можеби уметноста воопшто. Секако ми е многу драго што сум повикана во оваа емисија и што секако имаме некаква видливост на телевизија. Драго ми е и што сум добитничка на Златната буамара на популарноста оваа година, која што е сепак нели манифестација за видливост. И драго ми е што се грижат луѓето за уметноста, но сепак мислам дека не е доволно. И сметам дека треба луѓето почесто да одат во театар, поради тоа што тоа е местото каде што секогаш можат да најдат нешто за себе, дури и кога нема да има ништо, може да најдат нешто, затоа што ние сме таму, ние сме живи луѓе кои што играат на сцената и секогаш можеме да понудиме некаква вистина, иако за нас се вели нели дека актерите лажеме, но сепак ние не лажеме, ние го подготвуваме. Вие кажувате суровата реалност? Ја кажуваме суровата вистина, која што можеби луѓето не сакаат некогаш да си ја признаат или можеби не ја препознаваат воопшто. Како општество сите потврдивме, ова е ваш став. Зошто? Каде потврдивме? Па потврдивме со тоа што сметам дека многу сме изложени на информации, преплавени сме со разноразни детали за светот, детали за кои што претходно не сме знаеле, не сме били изложени на тој проток на информации. Сметам дека се обременуваме со разноразни докази за злосторства и за вонредни состојби и за говори за кои што нели секако и не можеме до крај некогаш да ги разбереме. И сметам дека кога има таква информациона бомба, кога таа бомба ќе детонира, дури и реалноста има чувство, ни дава чувство на некаков заговор. И ми сметам дека сите овие онлайн AI, deepfake и сета таа наша изложеност на сите тие информации не тера да се прашуваме што е вистина и дека едноставно живееме во некоја друга реалност и стануваме немарни и не се грижиме доволно едни за други и сметам дека денес повеќе егоцентрични сме? Па да, и себични и тоа не прави да сме мрзеливи, да немаме волја за да твориме и да помогнеме на другиот и затоа сметам дека Вие велите во една прилика треба да бидеме доволно самокритични. Да. Мора да бидеме самокритични. Мислам, и јас кога го зборувам ова, и себе си се ставам во таа група на луѓе, секако дека не се изоставувам од тоа. И сметам дека мора да бидеме самокритични, бидејќи ако мислиме дека сме најдобри, никогаш нема да мрднеме напред, така. Секогаш мора да ги воочуваме грешките и да учиме од нив. Нина Елзасер, потекнувате од
познато скопско семејство. Јохан, вашиот татко, многу мина го знаат како урбана скопска легенда. Да. Вашата мајка е професорка. Многу малку веројатно знаат дека корените ви се германски. Корењата, да, ми се германски, од на татко ми страната. Прадедо ми бил германец. И интересно е што всушност и презимето кое што многу мина знаат да ми речат дека е вистински звучно, доаѓа од една област која што е денешна Франција, област во Франција, Алзас. И тоа е лозарска област, каде што има многу лозја. Интересно е што мојот прадедо кога дошол во Скопје, првото нешто што го направил е отишол на лозјата на падините на Водно и таму почнал да крои лозија. Дали тоа е токму лајф мотивот за речиси секоја година традиција да ви биде како семејство, говорам, Свети Трифун? Да. Ние се уште ја одбележуваме. Сега во моментов не се собираме во толкав број во колкав што порано се собиравме. Сега сме повеќе така во кругот на најблиските, но своевремено тој настан беше така доста посетен и веројатно и оттаму и мојот татко станал некако урбана скопска легенда, како што рековте вие. На крај, доколку ви биде понудено улога да треба да одглумите некоја македонска политичарка, која би одбрале? Какво прашање! Не сум добила вакво прашање до сега. Не знам. Македонска политичарка. Може би, моменталната председателка Гордана Силјановска, така да речам. Не знам, искрено не сум размислувала на оваа тема. Благодарам за издвоеното време и за гостувањето. И благодарам и на вас. Нина Елзесер, македонска актерка, гостинка во Трилинг. Следете уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг, во кое гостува гувернерот на Народна банка Трајко Славевски, потоа ректорот на универзитетот во Тетово Зен Дели и актерката Нина Елзесер. Довидување до идниот петок во исто време.